Како за време на изборна кампања ќе се контролираат медиумите фантоми на интернет? Во Македонија нема никаква регулација на онлайн пазарот, па интернет порталите на своја совест се оставени дали ќе ги почитуваат или не изборните правила. Ние во моментот имаме милиарда фантомски медиуми на интернет. Значи медиуми зад кои не знаеме кој стои, ни дали воопшто стои човек и од каде е таа содржина. Значи тоа се опасности пред кои ние мижим, не ги затвараме очите долго време. А партиите деновиве на големо започнаа со онлайн предизборна војна. На голем број портали вчера се појавија банери каде што ексклузивно во живо се нуди опција посетителите да увидат како опозиционата СДСМ ја подготвува предизборната кампања. Во ваквата кампања нема ништо спорно, но дел од медиумите на интернет на банерот воопшто немаат наведено кој е нарачателот на политичкото рекламирање, во случајот ВМРО ДПМН, а откако банерот ве пренасочува на социјалната мрежа за размена на видеа YouTube, тамошниот канал, иако е отворен од страна на ВМРО ДПМН, истиот е именуван како програма на СДСМ, односно има лажно представување. Има ли можност на само неколку дена пред почетокот на предизборната кампања да се најде начин на контрола на интернет медиумите? Крајно време е да во државата создадеме едно тело независно, значи не државна агенција, туку независно тело за контрола на содржината. Значи сега едноставно овие предизвици не наоѓаат неспремни, неподготвени. На тоа требаше да мислиме малку порано, не 10 дена односно 1 месец пред изборите. Значи сега ќе се случи тоа што ќе се случи. Сега дури ќе ја видат сите моќта, политичките фактори, партиите, медиумите, сите ќе ја видат колкава е всушност моќта на новите медиуми. Голем проблем во земјава е што голем процент од веб страните кои што се занимаваат со политика на интернет се со анонимна сопственост, односно немаат импресум, ниту пак тим кој што стои позади нив. Во голема мера се создава и нелојална конкуренција спрема традиционалните медиуми, кои сепак се регулирани од страна на Советот за радиодифузија. Сепак од Советот се оградуваат од мониторинг на веб страните и велат дека законски тие можат да ги контролираат само броудбенд медиумите. И мора да направиме закон, каде што иде регулатор, ќе внимава на содржината на сите медиуми, без разлика велам на платформата, но сепак мора да има регулатива, барем во овој дел велам, и тие мораат да добијат дозвола, бидејќи прават некоја содржина. Фактот што традиционалните медиуми под влијание на интернетот забележуваат пад на гледаноста од 30% во просек, зборува за тоа дека интернетот не смее да се остави сам на себе, особено ако се знае нивото на политичка култура во земјава. Сепак, најверојатно овие избори ќе бидат само лекција за тоа колку интернет медиумите се важен сегмент во креирањето на јавното мислење, па ќе чекаме подобри времиња конечно да се регулира и овој медиумски пазар. За овие избори едноставно е предоцна. Колку за подсетување, Обама седна на претседателското столче во голема мера благодарение на одлично спроведената интернет кампања.